Почитувани приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Каладарци. Денеска е петок, 23.2022 година. Уште 8 дена неделат од ова стара година, да не речеме, и за почетокот на новата календарска година. Денеска, како што реков, е петок, последен работен ден во ова седмица. Полека се ближиме кон крајот на овој месец декември. На почетокот да ги проследиме нашите сервисни информации, ќе споменеме за времето. Веќе навлеговме во зимскиот период. Од пред некој ден започна и зимата. Денеска во Република Македонија, според прогнозата, ќе имаме предпладне пооделни котлини со појава на магла или ниска облачност. Преку денот сончево со мала до умерена облачност ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Во Скопје предпладне ќе има појава на магла и ниска облачност, а попладне сончево со умерена облачност. Веќе се чувствува зимата, утринските температури се ладни, утрово во Каладрици 8 со -3, а се чувствува дури и -6. Така да утринските температури се ниски. Кога одите на работа, облечете се потопло, почитувани гледачи, во текот на денот се појавува и сонце, температурата се креве. Еве да ги проследиме и температурите по градови, односно по региони. Интересно, најстудено ќе биде или беше утрово во источниот дел на Македонија, во Берово, -8 до 9 степени. Значи, тамо е права зимска температура. Утрово 8 во Берово, -8, а дневната ќе се искачи до +9. Потоа одиме во Гевгелија и тамо утринските температури се ниски, -3 до 13. Во Тиквишијата од -4 до 10 степени. Во Пелагонија -4 до 9, Охрид ќе биде најтопло од 0 до 9 степени, во западните делови на нашата земја од -1 до 8, во Скопскиот регион од -3 до 8 и во Кумановско од -1 до 9 степени. Значи ќе биде претежно облачно со ниска магла. Утрово има и магла на неколку патни правци. Тоа ќе го споменеме кога ќе кажеме за состојбата на патишата. Меѓутоа, еве гледаме дека температурите се релативно ниски, така ќе биде и во текот на утрешниот ден. За време на викендот променливо облачно со сончеви периоди, поделни котлини, магливо и со ниска облачност. Ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Ова е прогноза за утре, но и за време на викендот ќе имаме слични температури, значи утринските ќе бидат од -4 до 3, а дневните ќе се искачат до 17 степени. Така да за време на викендот, еве во недела, ќе имаме дневни температури од 11 до 17, па некаде таму до, значи, понеделник, вторник, исто така ќе се задржат слични температури, што се однесува до дневните температури, ќе бидат позитивни и релативно топло. Прогнозерите најавува дека ќе нема снег за нова година. Еве полека се ближиме и до нова година, но ни преостанува уште цела следнава недела. Значи имаме уште 8 дена до крајот нова календарска година и до почетокот на новата година. Да ги проследиме сега информациите од Автомотосојузот на Македонија. Тие најавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози, намалена видливост поради појава на магла од 20 до 30 км. Има на патниот правец Скопје Желино, Тетово, Гостевар, а од 100 до 150 метри на патниот правец Неготино, Демир Капија.
Значи ова што го спомнав, видливоста Скопје Желино од 20 до 30 метри, значи на патниот правец Скопје Желино, а од Неготино према Гевгелија, односно према Демир Капија од 100 до 150 метри. За време на викендот се очекува зголемена фреквенција на автомобили, така да внимавајте кога возите, почитувани гледачи, бидете внимателни на поставените сигнализации, на патните сигнализации кои ги има на патишата во Република Македонија. Што се однесува до состојбата на граничните премини, одиме во Гевгелија, односно на граничниот премин Богородица, според камерите кои се поставени на двете страни за влез и за излез од нашата земја, нема воопшто задржување. Овде гледам дека е сончево, значи во Гевгелија утрово има сонце, воопшто нема гужва на границата. Слично е и на граничниот премин кон соседна Бугарија, Деве Бајер, нема воопшто автомобили. На Табановце кон соседна Србија, и овде има само 2 автомобили кои чекаат влез во Република Македонија, а за излез нема никакви возила. На граничниот премин Блаце кон соседно Косово, за влез има 7 автомобили, колку можам да ги избројам, а за излез нема. Така да, еве ќе отидеме и до Меджетлија, према Грција, од Битола према соседна Грција, воопшто нема автомобили, сончево е, така да, еве и граничен премин Кјафасан кон соседна Албанија, има неколку камиони кои чекаат излез од Македонија кон Албанија. Еве, тоа беа неколку сервис информации, почитувани гледачи, а сега да ја проследиме рубриката на денешен ден, да видиме што се случило во текот на историјата на 23 декември во минатите столетија, односно години. Во 1777 година на денешен ден роден е рускиот цар Александар I Павлович Романов. Тој познат по спроведувањето на серија пролиберална реформи од самиот почеток кога седнал на престолот во 1801 година. Одеме понатаму, 1790 година на денешен ден роден е францискиот ориенталист Жан-Франсоа Шамполион, основач на египтологијата, дешифрирал 1822 египетски хиероглифи од плочата пронајдена во 1792 година, 99 година во египетското место Решит, и утврдил дека хиероглифите не се само символичко, туку и фонетско писмо. Тоа е големо откритие благодарение на овој господин Жан-Франсоа Шамполион. Одиме понатаму, во 1810 година на денешен ден роден е германскиот египтолог Карл Ричард Лепсиус, кој се смета за основач на модерната археологија. Неговите египетски хронологии представуваат темел во научното изучување на раната египетска историја. Еве и овој човек допринел да навистина археологијата напредува, а знаеме дека археологијата ја потврдува и веродостојноста на Библијата, односно на библиските записи. Во 1902 година на денешен ден во Велес, во близина на училишето Свети Ѓорги, во борба против турската патрола, откако претходно биле подкажени, значи некој ги кажал, за да не падне живо раците на непријателот, се самоубил Миле Поп Јорданов, македонски револуционер и учител. Има многу песни напишано за овој човек, значи за Миле Поп Јорданов. Еве уште една информација од нашата историја. На денешен ден, 1906 година, на врвот Петлец, кај селото Русиново, Беровско, во борбата против османлиската војска загинал Дамјан Даме Груев, учител, еден од основачите на ВМРО во Солун во 1893 година, истакнат организатор и раководител на движењето на македонскиот народ.
Na današnji den, 1920 godina, Francija i Velika Britanija je odobrile konvencijata so koja bile odredeni granicite na Sirija i Palestina. Dobro, na današnji den, vo 1933 godina, roden je japonski car Akihito, koji na prestol odstapil vo 1990 godina po smrta na svoju tatko carot Hirohito. Dobro, evo ušte neko informacija. Na današnji den, vo 1972 godina, vo zemljotres koji go pogodil glavni odgrad na Nikaragva, Managva, zaginale 7.000 luge. Naistina, prorošvото što Isus go kažal, deka vo posledno vreme kima zemljotresi, zemlja take se tresi, ete to se ostvarova i pred naši oči, počtovani prijatelji. Evo ušte jedna informacija. Na današnji den 2007 godina vo Toronto, Kanada, umrel Oscar Peterson, kanadski jazz pijanist i kompozitor, jedan od najdobrite muzičari vo svetu na jazzu. Roden bil vo 1925 godina. Evo to obja početnite informacije za ova naša utrinska programa. Početno gledajući, vi sledite utrinskata programa na radio Glasna Nadešta. Dobro utro. Ode mi svega da ve pozdravime s jedna hristijanska pesna. Posle ova ubava pesna, počtovani gledajući, koja ne podsjeti дека ние како христијани патуваме кон една подобра земја од ова што денеска имаме, каде што живееме на ова планета, продолжуваме со нашата програма. Сакам да ги поздравам сите наши гледачи
spored ono što Facebook mi go pokažuva, po gradovi, imаме top gradovi kada što najmnogo sme gledani. Sekako to je Skopje, Kavadarci, od regiona od Belgrad, Veles, Prilep, Strumica, Gevgelija, Novo Selo, Bitola, Negotino, Štip, da li neki grad su promašil, no to se gradovi kada što najmnogo imame gledači, odnosno kada što to Facebook go registrira, sekako imame i na drugi mesta, sela i naselbi, no od Makedonije najmnogo ne sledat, potom Srbija, Germanija, Bugarija, Hrvatska, Avstrija, Švajcarija, Australija, Bosna i Hercegovina, Italija, Crna Gora, spomnov, taka i mnogo drugi mesta vo svetu. Благодарам на вашето внимание и времето koje го odvojувате, почитувани гледачи, да следите нашата програма. Ова емисија се снима и ја ставаме на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што ќе можете да ги погледнете и останатите наши емисии кои досега сме ги имитувале. Значи, ова емисија Добро утро се имитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Продолжуваме со нашата програма, почитувани пријатели. На почетокот, еве сега ќе прочитам неколку капки на мудрост, а потоа ќе продолжиме со читање на псалмите Давидови. Дрво на дрво се потпира, а човек на човек. Оно што се однесува невнимателно со парите, исто така се однесува невнимателно и со сите останати работи во животот. Еве тоа некој го искусил и очигледно го запишал. Тежината на душата прави да се наведне главата. И навистина понекогаш кога имаме проблеми, кога имаме терети во душата, човекот со таквите терети дури и физички главата ја наведнува. Биди убав за пријатели и двојно поубав за непријатели. Се што сјае не е злато. Работи така како дека ќе живееш 100 години, а живеј така како дека ќе умреш утре. Талентот не се зголемува од аплауз. Секако аплаузот доаѓа врз основа на талентот што човекот го има и покажал дали убаво пее, убаво свири или нешто убаво направил. Меѓутоа, некој може да те аплаудира цел живот, ако немаш талент или ако немаш дар, ако немаш способности, тоа не вреди. Оној кој ги ограничува своите желби, секогаш е многу богат. И еве уште една, ако постојано се сопнуваш на ист камен, заслужуваш да се скршиш ногата. Може малце драстична изјава, но има некоја логика. Ако некој камен ни смета, тргни го. Значи, да не се сопнуваш постојано на истиот камен. Продолжуваме сега да читаме делови од Библијата, односно од псалмите. Денеска е наред да го читаме 31-иот псалом. Кај тебе, Господе, најдов прибежиште. О, никогаш да не се посрамотам, избави ме заради Твојата правда. Приклони го кон мене увото своје, побрзај, избави ме. Биди ми заштитна карпа и спасителна тврдина. Бидејќи ти си моја карпа, моја заштита, води ме и управувај ме, поради угледот на своето име. Ослободи ме од стапицата што ми ја поставија, зашто ти си мојата заштита. Во Твоите раце своју дух го предавам, искупи ме, Господе, Боже, на истината. Се гнасам од оние кои обожаваат ништожни идоли. Мојата вера е во Господа. Ке се радовам и ке се веселам на Твојата љубов, зашто ја виде мојата мака и ја созна болката на мојата душа. Во рацете на душманите не ме предаде, нозете на чистина ми ги изведе. Смилувај ми се, Господе, зашто се наоѓам во неволја. Очисти ми венијат од мака, душата и телото од тага. Животот ми минува во јадови, годините на воздишки, снагата од болката ми светна, а коските ми се исушија. Поради бројните душмани мои станав подсмев на соседите,
plašilo za neprijateljite, sekoj što na pat ke me sretne, bega od mene. Еве тоа се тие 11 текстови, ќе продолжиме во наредната емисија да го дочитаме целиот овој псалом, 31-иот. Меѓутоа, во овие 11 текстови, почитувани пријатели, Давид во својата молитва упатена кон Господа моли да Бог биде со него кој ќе се најде во неволја и да го избави, зашто има душмани, како овде што вели, поради бројните душмани мои, станав подсмев на соседите, плашило за непријателите, секој што на пат ке ме сретне, бега од мене. Тоа е една символика секако, но Давид имал навистина и вистински непријатели како цар. Неговиот живот бил постојно во опасност и затоа тој својата надеж и својата вера темели на Господа. Кај тебе, Господе, најдов прибежиште, о, никогаш да не се посрамотам, избави ме заради Твојата правда. Приклони го кон мене увото свое, побрзај, избави ме, биди ми заштитна карпа и спасителна тврдина. Нека и ние во овој ден, кој е пред нас, почитовни гледачи, најдеме своје прибежиште во Господа. Тој да биде и наша карпа и спасителна тврдина во ова време на неволи, во време на несигурност и кога човечкиот живот воопшто веќе не е вреден, кога човекот може да го изгуби животот за една мала ситница. Затоа постојно да наоѓаме ние сите заштита во Господа, да бидеме под Негова контрола. Продолжуваме понатаму со песна. Senci starih maslina, dok sunce tiho zalazi, jedan čovek zamišljen traži Isusa, da odgovor pravi dobije. Isus tada govori da život svojom promeni, sve da staro odbaci, Boga prihvati i da srce svoje otvori. Odgovori Isus, zaista ti kaže, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Farisej stari čudi se, razum tiho budi se, tada poče shvatati da ponovo se on mora duhom svetim roditi. Isus tada reče mu da život svojom promeni, sve da staro odbaci, Boga prihvati i da srce svoje otvori. Jer Bogu omilje ovaj svet, zato Sina
večni život dobije, koji poklanja Bog. Продължуваме со нашата програма, почитани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Продолжуваме со нашата програма, имаме вести од светот и денеска нашите вести, информации не доаѓаат од Танзанија и во наредните неколку емисии повторно ќе имаме вести од овој дел на светот. Веќе се запознавме со самата географија на Танзанија, но еве за вас кои можеби прв пат се вклучувате во нашата програма, да кажеме дека Танзанија е една од разновидните и најкарактеристични земји во светот. Ја опфаќа највисоката точка во Африка, врвот на планината Килиманџаро, 5895 метри, како и таа земја поседува разни езера, планини и многобројни природни паркови. Североисточниот дел на Танзанија е планински, најпознати планини од овој предел се Меру и Килиманџаро, кои се со активни вулкани. Природната убавина и височината на Килиманџаро привлекува голем број на туристи и лјадници луѓе годишно го посетуваат овој дел од светот. Еве и денешните вести, па како што спомнав и во наредните емисии, ќе читаме, ќе пренесуваме интересни искуства од овој дел на светот. Денеска насловот е настава што го менува животот прв дел, значи ќе има и втор дел. Ни го раскажува господинот Хенри. Хенри не бил верник на адвентистичката црква. Меѓутоа, адвентистите го охрабриле овој човек да студира сметководство на Адвентистичкиот универзитет Аруша во Танзанија. Меѓутоа, тој не можел да се запише на Адвентистичкиот универзитет бидејќи немал доволно средства. Со големо разочарување размислувал за својата иднина. Еден пастор адвентист дознал за неговиот проблем, па му понудил охрабрување. Размисли за тоа сепак да одиш на универзитетот Аруша, му предложил пасторот. Семејството на пасторот исто така го охрабрувало Хенри да не се откажува. Поднел молба до Државниот фонд за финансирање на студиите и долго чекал. Поминале неколку месеци во мачна тишина. А тогаш Универзитетот Аруши го контактирал и му пренел возбудлива вест. Државниот фонд за помош на студенти целосно го одобри вашето барање за парична помош. Дојдете во администрацијата на универзитетот за регистрација и прием. Хенри пристигнал на универзитетот на самиот кампус со големи надежи. Планирал да направи многу големи и прекрасни работи по дипломирањето. Имал само 22 години, а пред него била цела иднина. Неговите први впечатоци на универзитетот биле добри. Универзитетот е сместен во прекрасна природа, а се наоѓа во близина на природа, на националниот парк Аруша. Понекогаш на кампусот можеле да се видат зебри и газели. Во близина се наоѓа Меру, петата највисока планина во Африка. Во текот на убавите денови низ прозорците на студентските училници може да се види највисоката планина во Африка Килиманџаро. Хенри набрзо забележал дека овој универзитет го посетуваат студенти од многу африкански земји, како што се Кенија, Руанда, Уганда, Ботсвана и Демократска република Конго. Тој бил заинтересиран да запознае различити култури од другите африкански земји. Особено му се допаѓале професорите. На негово изненадување, повеќето професори живееле на кампусот и биле лесно достапни, доколку на студентите им била потребна некоја помош.
Нивниот начин на проучување го подсетило на грижата на родителите за своите деца. Професорите го третирали како син. Секој час започнувал со молитва. Студирал трудолюбиво, поминувал доста време споредувајќи ги адвентистичките верски убедувања со религиозните традиции на своите родители. Тој бил привлечен од адвентистичката вера. Не ги пропуштил саботните богослуженија, молитвените состаноци во среда и мисионските серии на предавања. Во исто време тој присуствувал на богослужбите во неговата традиционална црква во недела. Се сметал себе си за верник на семејната деноминација, дури служил како благајник на клубот на студентите од Универзитетот Аруша, кои припагале на неговата црковна деноминација. На Хенри особено му се допаднало тоа што готвачите на универзитетот подготвуваат вегетаријанска храна. Пред да дојде на овој универзитет, читал книги во кои се зборувало за здрава храна, која треба да се состои од овоше, зеленчук, житарки, јаткасти плодови, а не месо. Студирањето на ова адвентистичка институција му дало прилика да го спроведе во практика она што претходно го читал. По 3 месеци вегетаријанска исхрана, тој не забележал никакви промени во неговото здравје. Еден ден некои пријатели надвор од кампусот го поканиле на ручек со овчо месо. По тој месен оброк таа вечер Хенри не можел да се сконцентрира, не можел да учи, па дури и не спил добро. Следното утро сватил дека вегетаријанската исхрана е најдобра за него. Хенри бил восхитен од начинот на кој адвентистите ја обележуваат Господовата вечера. Во неговата традиционална црква обредот на понизност и не постои. Символите на Христовата крв и тело, бесквасниот хлеб и непривредното вино му дале нов поглед на Христовата жртва, неговата понизност и проштевање. Саботите попладне често ги поминувал многу добро. Професорите и другите студенти често го поканувале на ручек во нивниот дом. Бил изненаден што никому не му пречело што тој не е адвентист. Поручекот одел на универзитетската црква, на попладневните богослуженија или на прошетка во природа, понекогаш останувале да пеат до зајди сонце. Како што поминувале месеците, тој се подлабоко и подлабоко остварувал нова врска со Христа, кој чекор по чекор го менувале неговиот живот. И наистина, тој се променил. Тој станал адвентист, сторил завет со Господа. Денеска Хенри благодари на сите оние кои му возможиле да се запише на тој универзитет и да пред се доживее едно ново искуство, да го запознае Исуса Христа. Еве тоа беше ова убаво искуство, ќе продолжиме и во наредната емисија да го читаме вториот дел од искуството на Хенри. Само неколку интересни факти. Најкратката забележена војна во историјата на човештвото се водела во Танзанија во 1896 година меѓу Велика Британија и Занзибар. Овој вооружен конфликт траел само 45 минути. Интересна војна. Очигледно англичаните биле помногу бројни и лесно го совладиле и овој дел од светот. Во Танзанија може да се видат ракови со големина на кокос. Еве интересен податок и уште еден. Поздравувањето со левата рака се смета за неучтиво во Танзанија. Еве ние понекогаш кога ни зафати на десната рака се поздравуваме со левата и велиме еве од срце. Меѓутоа ако така се направи, се поздрави човек во Танзанија, се смета како нешто некултурно или неучтиво. Еве тоа беа денешните вести, ќе продолжиме значи и во наредната емисија настава што го менува животот, втор дел од истиот овој господин Хенри. Одиме сега повторно со песна. Ja wolodne na
Се враќаме повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Глас на надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Полека се ближиме кон крајот на оваа календарска година. За ден-два ќе дојде 25 декември, кога еден дел од христијаните го прославуваат Божик во чест на Христовото раѓање, а потоа за 14 дена на 7 јануари Источната православна црква или источниот дел на христијаните го прославуваат повторно Божик. Сега нема да навлегувам дали едниот или другиот датум е исправен, ни едниот ни другиот не е исправен, бидејќи Исус се родил некаде на есен, но тој сега да го оставиме за теолозите, бидејќи многу умови овие денови ќе бидат насочени кон Христовото раѓање. Ќе се поздравуваат Христос се роди, навистина се роди. Ќе се пее она позната Божикна песна Тивка ноќ, света ноќ. Но дали сте се прашале, почитувани гледачи, како настанала и кога настанала таа песна? Во наредните неколку минути, некаде 12 до 13 минути, ќе пуштиме еден снимен материјал како настанала песната Тивка ноќ, света ноќ, односно како таа песна во минатото успеала да ја прекине првата светска војна барем за неколку часови или денови. Бидете подготвени да го слушнете и да го видите овој снимен материјал кој ќе не подсети како ова интересна песна Тивка ноќ и света ноќ денеска е слушана на сите 4 страни во светот. Одиме сега со овој снимен материјал да го погледнеме и да го слушнеме. Божикна песна што ја запре војната. Кога избувнала првата светска војна во 1914 година, војниците на двете завојувани страни се надевале дека ќе го прослават Божик дома, но тие не заминале дома за Божик. Војната се влечела уште 4 години и однела повеќе од 8,5 милиони животи. Војната што требаше да ги запре сите војни зела ужасни човечки жртви и ја променило Европа. Меѓутоа, на Бадник, од првата година од војната, на Западниот фронт, се случил еден од најнеобичајните настани во војната историја. Наеднаш станало ладно. Водата и калта во рововите на војниците се смрзнувала. На германска страна, војниците почнале да палат свеки. Британските стражари им пријавиле на командантите дека се појавиле мали светла, подигнати на стапови или бајонети. Иако овие светла јасно ги осветлувале германските трупи, откривајќи ги нивните позиции. Британците не отвориле оган. А што е уште поинтересно, британските официри низ двоглед виделе како нивните непријатели креваат новогодишни елки украсени со запалени свеки. Пораката била јасна. Германците кои го славеле Божик им испраќале празнични честитки до своите непријатели. Недолго потоа британците слушнале неколку германски војници како пеат Божикна песна. Наскоро сите германски војници се вклучиле во пеењето. Зборовите гласат Тивка ноќ, света ноќ. Британците веднаш ја препознале мелодијата на песната Тивка ноќ, света ноќ. И тие заедно се придружиле во пеење на англиски. Пеењето брзо го опуштило непријателството, па војниците на двете завојувани страни еден по еден го оставиле оружјето и отишле во ничија земја што ги разделувало двете непријателски страни. Толку многу војници марширале од двете страни што командантите едноставно не се спротивставиле еден на друг. Имало неборбено примирје и владеело мир. Френк Ричард, очевидец на настаните, во својот дневник напишал: Истакнавме табла со надпис Среќен Божик и непријателот го направи истото. Двајца наши војници ја фрлија својата опрема, војна опрема и скокнаа на парапетите со крнати раце во знак над главите, додека двајца германски војници го сторија истото, движејќи се да ги причекаат. Тие се ракуваа, а потоа ние и германските војници тргнавме еден кон друг.
Richard objasnil дека некои германски војници зборувале совршено англиски. Еден од нив рекол дека му е преко глава од војната и посакува таа да заврши, а неговиот непријател се согласил. Таа ноќ непријателските војници седеле околу логорскиот оган. Тие размениле мали подароци како мали чоколади, гуми за џвакање, беџови и мали конзерви говедско месо. Луѓето кои пред само неколку часа пукале и се убивале, сега го споделија божикниот дух и си ги покажаа семејните фотографии. Примирието завршило точно како што и започнало, со меѓусебен договор. Командантот на кралската велшка армија, Стоквел, се сеќава како после песната Тивка ноќ испукал 3 истрели во воздухот во 8 часот и 30 минути следниот ден. Се појавил и германскиот командант и разменил мали подароци со Стоквел. Тие се поклониле еден на друг, го размениле војниот поздрав и се вратиле на своите позиции во рововите. Офицерот Стоквел слушнал дека германскиот офицер исто така испукал 2 истрели во воздух и војната продолжила. Тивка ноќ, божикна песна која накратко ја прекина Првата светска војна, денес е една од најпознатите божикни песни и едно од најпопуларните парчиња празнична музика. Во текот на декември и јануари можеме да ги слушнеме низините звуци во продавниците, црквите и концертните сали широм светот. Тивка ноќ е најпопуларната божикна песна во светот, испејана на 330 јазици. Познатата божикна песна прв пат јавно е испејана на 24 декември 1818 година во Австрија. Во 2011 година УНЕСКО ја смести на листата на најрепрезентативни културни наследства. Текстот го напишал свештеникот Јозеф Мор во Марија Пфар. 2 години подоцна Мор бил префрлен во друга парохија, во Оберндорф, каде што го замолил локалниот учител Франц Грубер да компонира музика за неговата поема. Оттогаш таа е една од најпеаните песни од страна на христијаните широм светот. Текстот на песната е преведен на речиси над 300 јазици и диалекти, што покажува дека песната секаде ја прифаќаат како своја. Австриците се без дилеми горди на меѓународниот хит кој е напишан во нивната татковина, иако Салцбург, каде што настанала песната во тој период од историјата, бил час дел од Австрија, час од кралството Баварија. Црквата во Оберндорф, селото каде прв пат била испејана Тивка ноќ, била уништена во 1906 година. Но истоимената капела била изградена исто така во таа година, во 1906 година, на поранешната локација на црквата. Музеј бил основан во рамките на црквата. Таму е представена приказната на божикната песна, но и културата низ историјата и тешките услови во кои живееле луѓето во тоа време. Песната извесно време била изведувана само во населбата, но наскоро станала многу популарна. Таа била вклучена во репертоарот на патовачките музичари кои крстосувале низ Европа за да заработат пари за возима. Овие музичари ја представиле песната пред кралскиот двор во Лондон во 1827 година, потоа во Москва во 1831 година и во Њу Јорк во 1839 година. Јозеф Мор починал во 1848 година без да знае дека песната Тивка ноќ, Света ноќ станала толку популарна. Што се однесува до Франц Грубер, тој разбрал за тоа во 1854 година, кога песната му била припишана на Михаел Хајден, братот на Јозеф. Денес Тивка ноќ се пее на сите континенти, на многу јазици, од оригиналниот германски до руски, од свахили до кинески, го изведуваат и црковни и световни хорови. Песната ја снимија Бинг Кросби и Елвис Присли, без разлика на јазикот или музичкиот израз.
Оние кои ја пеат или свират ова песна доживуваат слични длабоки чувства на радост и мир. Да го споменеме искуството на Ниен Ченг од Шангај, Кина. Во август 1966 година, на почетокот на Кинеската револуција, 50-годишната Ченг била уапсена и затворена во самица речиси 7 години. Не сторила никакво кривично дело, но била осудена како државен непријател поради дружење со странци. Во низината биографија, животот и смртта на Шангај, таа опишува како една вечер на бадник низиниот дух се зајакнал и низината надеж се обновила со звуците на песната Тивка ноќ. Кога висниците престанаа да пристигнуваат во затворот, на 2 декември почнав да цртам линии над зидот за да ги забележам деновите. Во моментот кога издлабив 23 линии, знаев дека е Божик. Додека чекав на жестокиот студ, наеднаш од некаде одзгора почна да пее глас на една млада жена. Прво тивко, внимателно, а потоа јасно се слушна песната Тивка ноќ, света ноќ на кинески. Затворските зидови одекнуваа од песната додека низиниот милозвучен глас лепдеше низ затворските ходници. Бе воздигната и длабоко трогната додека ја слушав. Знаев, по начинот на кој таа настапуваше, дека таа е професионална пејачка која предизвика огорченост кај маоистите. Ниту еден концерт на кој сум присуствувала не ми звучил повеќе од тој момент во замрзнатата затворска келија додека ја слушав Тивка ноќ, испејана од затвореничката. Кога се уверила дека нема чувари да ја спречат, девојката пеела убаво, без трошка нервоза. Затворот стана тивок. Сите затвореници внимателно ја слушаа песната, задржувајќи го својот здив. Јозеф Мор, млад свештеник, и Франц Грубер, неговиот пријател, учител, кој прв пат ја испелова песен пред 200 години, би биле многу задоволни од начинот на кој нивната песна се уште ги допира срцата и им дава надеж на животот на луѓето. Иако е напишана во раните години на 19. век, нивната песна Тивка ноќ, света ноќ продолжува да влие на луѓето и во 21. век. Zvezda na nebo ti je sleda. Isus Hristos se rodi, Spasitelj zasijao svet. Tihka noć, sveta noć, Božji oci, ko mlade dojde na ovoj grešan svet, da ne izbavi od večer mrak. Spokojno spijevo javi, spijevo nebesen Tihka noć, sveta noć, noć je mir, vladen, samo mudreci
dat. Isus Hristos se rodi, Spasitelj zasio cvet. Isus Hristos se rodi, Spasitelj zasio svet. Poslije ova pesna koja ne podsjeti na Hristovo to rađanje, bi sakal da pročitam isto takav toj duh nekoliko tekstovi i jedno kratko razmišljanje od Biblije, od Novijeg Zavjet za Hristovo to rađanje. Keď otvoríme vo Evangelitu spored Mateja, 2. glava, vo prvý stigu čitam slednio tekst. Ako Isus se rodi vo Vitlem, vo Judeja, u vremeto na carot Irod, dojdoa mudrici od istok vo Jerusalim i praša, kade je novorodeniot judijski car? Nije vidovme njegovata zvezda na istok i dojdovme da mu se poklonime. Za Hristovo to rađenje pišova i apostol Luka, vo knjigata na Miheja, vo Starijoj zavezne, čime tekstovi i ostanatite pisatelji zbruvat za ovoj veličestven nastan koji se slučil skoro poveke od pred 2000 godini. Mudrecite od istog bile filozofi, temu pripagele na golemiot i vlijatelen opštestven sloj, što je opfakja lugeto so blagorodno poteklo i bil nositelj na bogatstvo i učenosta vo nivniot narod. Dodeka ovje mudreci go proučuvale zvezdeното nebo i se ubiduvale da proniknat vo tajната na njegovite sjajni pateki, a gledale svjetlinata na tvorecot, barajki pojasno soznanje se svrtile kon evrejskite sveti spisi. Mudrecite so radost utvrdile deka njegovoto doagjanje je blizu i deka zemeta ke se napolni so poznavanje za slavata gospodova. Stignuvat vo izraelskata zemlja i sliguvat niz Maslinskata gora, gledajki go pred sebe Jerusalim, koga najednač zvezata što gi vodela vo tekot na celiot makotrpen pat zastanova nad hramot i po nekoliko miga iščeznova od vidikot. Tije odat ponatamo su brzi čekori očekovajki su sigurnost da vida deka rađanjeto na Mesija je radosna vest za sekoj čovjek. Međutim, popusto se rasprašuvale, vligovajke vo sveti od grad se upatile kon hramot, na svoje včudo neviduvanje ne našle nikogo koji bi znajal nešto za novorodenio car. Nimni te prašanja ne predizvikale nikakva radost tuku, pobrago iznenaduvanje i strah pomešan so prezir. Doagjanje na mudrecite brgo se razglasilo niz cel Jerusalim. Nimnata neobična misija predizvikala vozbuda kaj narodot koja stignala i do palatata na carot Irod. Itriot, Edomec se voznemiril i jednostavno od ta poseta na mudrecite. Njegovata pateka do prestolotja izvalkale bezbrojni ubistva, bidejki poteknovalo tuginska krv, narodot nad koji vladel go mrazel, njegovata jedinstvena sigurnost bila naklonosta na Rim. Međutim, ovoj nov princ imal pogolemo predimstvo, bil roden da vladeje. Irod se posomneval vo sveštenicite, deka kovat zagovor so strancite za da predizvikat bunt kaj narodot i da go sobarot od prestalot. So autoritet na koji ne se osmelile da mu se sprotistavat, im naredil podobro da ispitaat i da go objavat mesto to narekjanjeto na nivnjot očekovan car. Vo Vitlem, vo Judeja mu odgovorija, zašto taka napišal prorokot. Evo što pišova prorok Isaija. I ti Vitleme, zemlju Judina, nikako nesi pomal među pravencite Judini, zašto od tebe ki izleze vladetel koji će go vodi mojot narod Izrael. Potoa Irod gi povikal mudrecite na tajn razgovor. U njegovo to srce besnejala bura od gnev i straf, no na dvorešnoto
но надворешно се трудел да изгледа смирен и љубезно ги примил странците. Се распрашувал за времето кога се појавила звездата и се преправал дека радосно го поздравува навестувањето на Христовото раѓање. Ги замолил своите посетители: отидете и распрашајте се точно за детето, па кога ќе го најдете, јавите ми, за да појдем и јас да му се поклонам. Потоа ги отпуштил да се одат по својот пат во Витлеем. Свештениците и старешините во Иерусалим не биле толку неинформирани за Христовото раѓање како што се правеле. Веста за посетата на ангелите на пастирите допрела до Иерусалим, но рабините сметеле дека не е достоен и да ја обрнат внимание. Можеле само да го најдат Исуса и подготвено да ги одведат мудреците до неговото место на раѓање. Горделивоста и зависта сега ја затворила вратата за светлината. Дури и не посакале да одат во Витлеем и да видат дали е тоа вистина. Оттогаш нивната горделивост и тврдоглавост прераснале во длабоко всадена омраза кон Спасителот, додека Бог ја отварал вратата за незнабожците, еврејските водачистата сами себе си ја затвориле. И продолжува понатаму текстот, почитувани пријатели, дека во сон Бог им се јавил на мудреците да не се враќаат назад по истиот пат, за да го информираат со подробни информации царот Ирод, бидејќи тој имал намера да го убие Исуса. Бог им рекол да се вратат по друг пат и тие така направиле. Кога Ирод сватил дека е изигран, дека мудреците не дошле да го известат, толку се разбеснил, фактички полудел и дал наредба сите деца околу Витлеем да се убијат до 2 години, зашто не знал кога е точно роден Исус Христос. И тоа било навистина страшно, кога првородените деца биле убиени од римските војници. Меѓутоа, Христовото раѓање е раѓање кое допринело светлина, кое донело светлина на овој свет, зашто кога Исус се родил, тој зел човечки лик. Исус знаеме дека од вечноста, меѓутоа се отелотворил како човек, да се доближи до човекот, да го помине тој пат низ кој ние поминуваме како грешни луѓе, иако Исус не направил грев, и затоа тој дошол да плати откупнина, голема цена за тебе и за мене. Не е доволно само еднаш во годината да се сетиме на Христовото раѓање, почитувани пријатели. Треба ние постојано да му благодариме на Бога што Исус дошол на оваа земја и се родил. На жалост, еве сега овој викенд луѓето ќе се сетат за Христовото раѓање, потоа ќе го заборават. Или ќе направат големи гозби во чест на Христовото раѓање, ќе јадат, ќе пијат, а ќе ја заборават вистинската смисла и вистинското значење на Христовото раѓање. Христос сака да се роди во твоето и во моето срце постојано, секој ден. Тој да ни донесе радост, мир, како и самата песна што е вткаена со тие зборови цитирани од ангелите кои ги кажале овие зборови на падините на Витлеем, кога овчарите тука ги чувале своите стада. Значи Исус не е роден во зима, кога има снег, туку некаде во блага есен. Радост и мир и добра волја меѓу луѓето, а на земјата, значи мир и радост меѓу луѓето. Тоа го пееле во песната самите ангели на брегот од Витлеем, односно на тие падини, каде што овците заедно со своите пастири тука биле и овчарите ја виделе таа голема слава. На жалост, свештенството во времето на Ирода не го препознале тоа пророштво, кој било 700 години однапред проречено дека Исус ќе се роди токму во Витлеем и тоа во штала. Да му дозволиме на Исуса за време на овие празници кои се пред нас, почитувани гледачи, да се роди во нашите семејства, во нашите срца, тој да биде наш Господар, наш учител, а секако и наш Спасител. Одеме сега со една песна, потоа полека ќе одеме да ја одјавиме и ова наша денешна програма. Твоя
Во рубриката Нова книга, почитувани гледачи, утро сакам да ви ја рекламирам, да ви ја покажам книгата Најбогатиот пештерски човек во издание на издавачката куќа Знаци на времето од Скопје. Ова е книгата, значи книга која навистина ќе ја прочитате во еден здив. Јас сум ја читал неколку пати. Сторија на Даг Бачелор, негово животно искуство, најбогатиот пештерски човек. Еве, ќе ви прочитам само неколку кратки информации од содржината на оваа книга. Како тинеџер, син на татко милионер и мајка од шоу бизнисот, Даг Бачелор имал се што може да се купи со пари, се освен среќата. Се дрогирал, се тепал во училиштето и размислувал за самоубиство. Се чувствува со чувство на одвратност кон себе си и уверување дека животот нема никаква смисла, одлучил да ги приграби сите задоволства и возбудувања до кои може да се дојде. Пред да заврши неговото трагање, негов дом станала некоја пештера над Палм Спрингс во Америка. Иако татко му поседувал јахта, млазен авион од марката Лир и цела воздухопловна компанија, Даг на крајот, за да си пронајде храна, пребарувал по кантите за ѓубре. Среќата која Даг толку ја посакувал го одминувала, се до денот кога почнал да ја чита со прашина покриена книга, која некој трагач по вистината ја оставил зад себе во пештерата. Ја пронашол Библијата. Но еве ви ја нудиме оваа книга, може да ја порачате, 150 денари со попуст за вас само ако ја порачате во нашата редакција. Ке ве остави без див. Интересна е животното искуство на овај голем теолог, кој може да го најдете на интернет, неговите предавања се многу бројни, ги има на YouTube, меѓутоа овде е запишено неговото животно искуство. А вие другите почитувани гледачи кои сакате да ја читате Библијата, ви нудим исто така за нова година, за божичните празници, бесплатно Свето писмо, може да го порачете во нашата редакција. Исто така да изучувате и дописате библиска школа, Библијата зборува.мак. Ова е рекламата, а сега ќе ја видиме и сторијата, односно снимениот материјал за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, дојдовме до крајот и на ова денешна утринска програма Добро утро кој се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ми преостанува да ви се заблагодарам на вашето внимание и да ви посакам убав викенд. Значи, утре е веќе сабота и така натаму. До крајот на оваа календарска година ни преостануваат уште две заеднички емисии. Тоа е наредниот понеделник и петок. Значи, имаме уште две емисии во живо, што ќе ги проследиме и ако Бог даде живот и здравје, ви закажувам нова средба во понеделник со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро.
на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме.